Почнете од почеток со Бони Сала. Нема ветена прошка за овој грев. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Прва книга на Јован, 1 глава, 9 стих. Знаеме кога ќе погрешиме. Дури и кучето си ја витка опашката меѓу нозе, откако си се послужил со твојот сендвич кој стоеше на клуп масичката кога ти се тргна. Трите најголеми светски религии, христијанството, јудаизмот и хиндуизмот, сите го признаваат концептот на гревот. Христијанството е уникатно во тоа што целата порака се заснова на човечкиот откуп од гревот преку личноста на Исус Христос. Бог на Библијата не е луд Бог кој седи и суди, ги мери нашите гревови наспроти добрите работи што сме ги направиле, за да ја реши нашата вечна судбина. Кога би требало да живееме со тоа над нашите глави, никогаш не би имале живот на мир, радост и слобода, или она што Исус го нарекува изобилен живот, за кој дојде да ни го даде. Јован, 10 глава, 10 стих. Библијата зборува многу за прошката на гревот. Но има еден вид грев кој останува непростен, а тоа е гревот што не е исповедан. Нема ветување за прошка во Библијата на неисповеданиот грев. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Прва книга на Јован, 1 глава, 9 стих. Да се исповеда едноставно значи дека земам одговорност за моите мисли, ставови или постапки и се согласувам со она што Бог го вели за нив. Почнувам повторно со Божја помош. Христијанскиот живот, вели пасторот Джим Симбала, се состои од 10.000 нови почетоци. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.